Почитувам председателе, почитувани присутни, ќе дадам свој коментар за предлог буџетот за 2021 година. Со овој предлог буџет дефинитивно ја втурнувате Македонија во удолница. Со ова куп и ден политика, која што на дело ја потврдувате со предлог буџетот, ги само подгревате очекувањата на граѓаните, а знаете дека колку се поголеми очекувањата, толку поголеми ќе бидат разочарувањата. Впрочем, тоа и го докажавте во изминатите 3 години владење. Со овој предлог буџет кој што е историски најголем, со 4,2 милиарди евра, да ве подсетам дека во минатото ја критикувавте власта и владата на ВМРО ДПМН за висок буџет, а овој е историски највисок буџет. Затоа велиме дека формата која што ја предлагате преку овој буџет нема да го заткрие вашето неработење и неспособност, затоа што не е битна висината на предложениот буџет, туку содржината и суштината во него. А каква е суштината и содржината, ќе се обидам да елаборирам и да осознае македонската јавност. Со овој нереален буџет не само што се лажете вие и го лажете македонскиот народ, туку ја вреѓате интелигенцијата на народот. Затоа што немате развојна компонента, затоа што не предвидувате преку овој буџет додадена вредност во економијата која што ќе ги врати овие историски највисоки задолжувања. Задолжувања кои што ги прикажувате дека благодарение на вас им делите преку социјални трансфери картици на граѓаните, а всушност тоа се пари кои што ги немаме и ги позајмуваме и треба поскапо да ги вратиме. Но затоа е нашата забелешка по основ и на овој предложен буџет. Затоа што продолжувате со нерационални трошења на парите на граѓаните. Или, попрактично да се изразам, буџетот ви е како еден балон, кој што на секој ребаланс и на секој предложен буџет се полни, а прашање на време е кога ќе пукне. Овој балон, кога ќе пукне, граѓаните ќе се соочат и се соочуваат веќе со тешка економска криза. Затоа подобро овде да кажеме она кое што треба да го знаете и вие и граѓаните, за да спречиме такво едно сценарио во кое што дефинитивно Македонија се втурнува. И повторно ќе кажам, објаснете ми на кој начин овој највисоко историски проектиран буџет ќе ја врати и заздрави економијата. Дали мислите дека со продажба на државниот имот ќе ја обновите економијата? Впрочем, и друго не знаете, затоа што првата генерација на Социјалдемократскиот сојуз го приватизираше државниот капитал, а еве гледаме втората генерација продолжува со распродажба на остатокот од државниот капитал. Па вие продадовте се што и можевте да продадете без око да ви трепне, продадовте име и се, а па камоли државен капитал. Затоа треба да се презентира ова на јавноста и затоа треба овде да се каже. Слушам, се фалите во изминатиот период со репресивни политики. Одите низ градовите широм Македонија и на пресконференции објавувате колку казни добиле граѓаните на Штип, на Радовиш, на Куманово, на Велес, на Прилеп. Зарем со репресивни мерки ќе го полниме буџетот? Но јас ве прашувам вас, затоа што во ставката по основ на казни сте предвиделе приход по основ на казни повисок за 8% во проектираниот буџет. Значи, вие уште сега планирате репресивни мерки без да ја согледате реалната состојба на компаниите, на граѓаните, дали ќе направат прекршоци, уште сега планирате повисока стапка по основ на казни. Тоа само потврдува вашата безиденост.
Она која што и на ребалансот на буџетот го напоменавме, а сега и на овој проектиран основен буџет за 2021 година, е дека немањето на капитални инвестиции и немањето на проектирани капитални инвестиции е она кое што го прави овој буџет неодржлив. Затоа што не треба да сте економист за да знаете дека капиталните инвестиции се тие кои што ја подкрепаат економијата. Капиталните инвестиции се тие кои што додаваат вредност. Но гледаме дека и со предложениот буџет има кратење компаративно со 2020 година на капиталните инвестиции за 900 милиони денари. Затоа немаме нови патишта, затоа немаме нови градинки, затоа немаме нови училишта, затоа немаме изградба на нови болници и затоа четврта година стагнира клиничката болница во Штип, а го нема и помпезно најавуваниот клинички центар во Скопје. Затоа ова ни се случува заради неспособноста и заради немањето на стратегија како да ја подобрите економијата. А примерот со реализацијата на буџетот 2020 година кажува дека и тоа кое што тогаш сте го испланирале, не сте способни за да го реализирате. И најчесто комуницирано во јавноста од страна на граѓаните е дека и покрај тоа што имаме историски највисоки буџети, дека во реалноста не гледаме ништо. Не гледаме она која што го напоменав, изградба на патишта, на капитални инвестиции, а парите ги нема. Парите се трошат. А се трошат, знаете каде? Последниот пример со магарињата. Понатаму, друго што сакам да напоменам, од ставките кои што имавме можност да ги погледнеме, предвидувате, замислете, купување на нови службени возила во вредност од 1,5 милион евра. Службени возила за функционерите на власта. Во време кога во јавноста секојдневно гледаме аномалии и нефункционалност на здравствениот систем, наместо набавка на амбулантни возила, наместо поддршка на здравствениот систем, вие во време кога се задолжуваме сте одлучиле, како и во претходната година која што измина, така и во 2021 да трошите пари за службени возила. А во исто време замислете она кое што е основна работа, да набавите амбулантни возила. Не го правите тоа, набавувате службени луксузни возила за вашите функционери и барате милост од граѓаните за да може вашиот премиер популистички да излезе, да се смилува и да донира возило од 5000 евра и тоа да го прикаже како најголемо достигнување. Затоа сме овде. Затоа ни крахира здравствениот систем, затоа што имаме директори на здравствени установи, на здравствени институции кои што барат преку социјалните мрежи и преку обраќање кон јавноста нови амбулантни возила, додека вашите функционери планираат да си купат службени возила за да можат покомотно да се возат. Тоа што беше случај во 2020, кога потрошивте 8 милиони евра, продолжувате сега со 1,5 милиони евра за нови службени возила. Но не и се граѓаните гледат, ценат, за кратко време ќе пукне тој балон кој што предмаку го напоменав. Го критикувавте ВМРО дека ја партизирала администрацијата. И во ред, еве, да се согласам. Но вие не само што го правите тоа, го надградувате. Планирате нови привремени вработувања. Го зголемувате буџетот компаративно со 2020 година за нови привремени вработувања, но не во здравството, не во здравствените институции, каде што имаме дефицит и недостаток на здравствени работници кои што треба во овие клучни кризни моменти да ги третираат заболените од ковид. Туку во вашите министерства, каде што треба да вдомувате привремено партиски војници затоа што ви следат локални избори, па треба некои тие локални избори да ви ги
трчка, да се активира и волонтирајќи со тоа да добие награда за привремено вработување. И затоа велиме дека во една ваква состојба лудост е да не се инвестира во здравството, а да се инвестира и да се алоцираат средствата во привремени вработувања во другите институции. Затоа што со оваа состојба вие на индиректен или на директен начин правите геноцид во здравството. Затоа што секојдневно имаме состојби и ситуации во ходниците во здравствените институции, каде што немаме доволно медицински персонал, кој што ќе ги сервисира и третира болните, оврските ќе ги третира болните од ковид. Наместо да ги ангажирате сите здравствени работници со кои што располага државата и да ги вклучите директно во борбата против ковид, вие таму не планирате нови вработувања, таму не планирате нови инвестиции, ама планирате во Министерство за транспорт и врски и во другите министерства, во информатичко општество, каде што треба да вдомите партиски војници. И кога сме кај здравството, кратите компаративно и со 2020 и со 2019 година средства за нова инфраструктура во здравството, односно за довршување на почнатата инфраструктура која што, еве конкретно ќе кажам, е во Штип. 4-та година не смогнавте сили да ја довршите клиничката болница во Штип. И затоа имаме најголема стапка на смртност во Штип. Но без морал и без срам, наместо да понесете морална одговорност и да понесат морална одговорност тие кои што се напојвикани за овој геноцид, наместо тоа да биде случај, тие продолжуваат без срам и без морал во локални избори. Ги кратите средствата за изградба и на клиничкиот центар во Скопје и за довршување на клиничката болница во Штип. И затоа ќе имаме субстандардни услови за лечење на македонските граѓани и пациенти и во Скопје и во Источна Македонија. И затоа ќе гледаме снимки и слики од македонските болници кои што ќе не потсетуваат и ќе не асоцираат на некои земји кои што се многу подалеку од овде, а кои што порано ни беше срам да се компарираме, но еве денес тоа е случај и тоа е секојдневие да се компарираме со земјите во развојот од Блискиот Исток. Она кое што ние како опозиција преку оваа дискусија сакаме да го напоменеме е дека сите овие недостатоци и дека сето ова кое што можеме да го увидиме преку предложениот буџет има можност да се коригира и да се интервенира во самиот буџет преку амандмани. Вие сте на потек затоа што како одговорна опозиција предложивме амандмани со кои што предвидуваме зголемување на стапката на капитални инвестиции, со кои што предвидуваме проекти преку кои што ќе се подобри економската и здравствената состојба во државата и во сите други сегменти на општеството. Но поучен од минатото и во самиот ребаланс не сум сигурен и немам надеж дека ќе се надминете и дека ќе ги надминете теснопартиските интереси и дека ќе го прифатите тоа што како опозиција ви го укажуваме. Доста често комуницирате со јавност дека освен критизерство, друго ништо немате видено од опозицијата. Сега имате конкретни предлози, имате конкретни амандмани, кои што во понатамошната расправа на Комисијата за финансирање и буџет ќе имате можност да ги прифатите со тоа да се надминете и да им помогнете на македонските граѓани. И затоа вие сте на потек. И благодарам. За реплика прва